Скопје затрупано со ѓубри и претворено во депонија. Контейнерите низ градот се преполни, а купишта смет има на тротоарите и на улиците. Со недели не се собира ниту ѓубрето од кантите, од куќите. Од Ѓорче до центар преку Карпош и Влаа сликата е иста, а граѓаните реагираат дека овој хаос трае со денови. Дел од контейнерите на булеварот Партизански одреди се преплавени со ѓубре, меѓу нив има и празни. Централното подрачје на градот се гуши во смет. Што се случува со комунална хигиена? Дали јавното претпријатие работи или е затворено, а јавноста за тоа не е информирана? Дали граѓаните самите треба да си го собираат ѓубрето или да си го складираат дома? Ова се дел од прашањата кои се актуелни на социјалните мрежи. Скопјани редовно споделуваат фотографии од расфрлано ѓубре, од преполни контейнери и диви депонии. Бараат итна реакција од надлежните. Од јавното претпријатие комунална хигиена се правдаат дека вработените не можеле да постигнат и уверуваат дека за брзо време градот ќе биде целосно исчистен. Во последниот период ЈП комунална хигиена Скопје се соочува со енормно зголемени количини на одложен комунален, кабаст и градежен отпад, како во самите контейнери, така и во нивната непосредна околина, односно на јавни и на сообраќајни површини. Од овие причини може да се случи на одредени локации да има доцнење при собирањето и транспортот на отпадот. Предпријатието ги вложува сите напори за да ја одржи динамиката предвидена согласно оперативната програма за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од подрачјето на градот Скопје. И додека скопјани револтирано бараат градот да се ичисти, институциите молчат, а градоначалничката Данила Арсовска, која е најнадлежна на место решение за проблемот, партиски се препукува и вината за купиштата ѓубре во градот ја префрла на управниот одбор на комунална хигиена. 4 години со 500 членови, сите управни одбори, надзорни одбори и училишни одбори на скопските јавни предпријатија и установи ви ги управуваат ВМРО и Влен. Обратете се кај нив за хигиената во градот. Вработените во предпријатието и метачите со сите сили макутрпно работат и се борат со партиските демони на суетни самобендисани политичари. За хаосот со ѓубрето реагираат и од опозицијата, оттаму велат дека не е време за партиски препукувања помеѓу Арсовска и владата, врз грбот на граѓаните. Ова не е прв пат скопјани да се соочат со преполни контейнери и канти за отпадоци пред домовите. Пред 2 години вработените во комунална хигиена излегоа на штрајк, а главниот град се гушеше во смет и смрдеа. Одговорност од Арсовска немаше, а градоначалниците од Скопскиот регион тогаш ги засукаа ракавите и сами чистија во своите општини.